Од денеска, според податоците од Институтот за јавно здравје, во земјава се регистрирани вкупно 38 случаи на западно-нилска треска, 36 потврдени и 2 веројатни, од кои 37 во Скопскиот регион, а 1 во Велес. Со вчерашниот ден имаме 38 случаи на западно-нилска треска, 36 потврдени, 2 во процес на потврдување, 4 починати за жал. Само во последната недела, значи меѓу двата пресека кои ги издава Институтот за јавно здравје во нивните неделни извештаи за западно-нилската треска, имаме 12 нови случаи. Во изминатата недела пријавени се 12 нови случаи, вклучувајќи 3 нови смртни исходи, поради што во општините Киселавода, Газибаба, Аеродром и Бутел се преземаат мерки за контрола на комарците. Прскањето е важно, меѓутоа не е единствено важно. Личните мерки, персоналните мерки се исто така значајни. Можам да апелирам до општините да се ги проверат и хидрантите и другата водоводна опрема, бидејќи знам има потреба од една страна да се наводнува, ама мораме да пазиме да тоа наводнување биде без создавање на нови застоени водни површини. Како е да е, ќе го имаме планот и ќе продолжиме со активностите. Државниот санитарен и здравствен инспекторат спроведе контрола на активности за дезинсекција во сите општини, а се спроведува и кампања за СМС информирање на граѓаните. Од вчера започнавме од Петровец, преку Газибаба се испратени 6526 СМС пораки и ќе се испратат уште 31.000 СМС пораки во овие таргет општини. Во СМС пораките има линк за упатство за лична заштита и до сега од информациите од мој термин 70% од граѓаните го отвориле линкот. Министерството за здравство продолжува со засилени активности за информирање и заштита на населението во општините зафатени со зголемено присуство на случаи на западно-нилска треска, паралелно со редовните мерки за контрола на популацијата на комарци.